Семејството на боречки спортови во Македонија вчера е збогатено со уште еден нов клуб под името Олимпија од Штип. Во присуство на голем број пријатели на борењето, актуелни некогашни боречки легенди, пригодни и угледни спортски работници, во новата сала во населбата Бабе во Штип, со свечен церемонијал и интонирање на македонската химна, започна официјалната промоција на боречкиот клуб Олимпија. Бурно со аплауз и овации беа поздравени првите носители на зелениот дрес на Олимпија, од кои тренерите на клубот со професионален и стручен ангажман ќе им го трасираат патот кон боречките височини. Импресиите секако се многу големи, многу сум возбуден затоа што се раѓа нов клуб, нов субјект во македонското борење, во македонската федерација, субјект клуб, се надевам, кој што ќе допринесе за поголем квалитет, конкуренција и развој на борењето во Македонија. Сигурно имате за скоро време многу пријатели. Еве и овој гест на Могамед Ибрагимов покажува дека клубот е на добри, но се дека во иднина рачуна да ги краси неговите витрини со некои нови трофеи. Па видите вака, значи ние имаме составот на Олимпија, има долгогодишно искуство како во тренерската работа, стручниот дел, така во организациониот дел на клубот. Не е ништо непознато, не е нешто што ќе измислуваме топла вода, се е поставено на основа здрава, се е поставено на професионална база и се надевам дека клубот брзо ќе расте како со членови, така и со резултати. За донацијата на Ибрагимов? Па околу донацијата на Ибрагимов морам да кажам дека ние разговорите со Ибрагимов ги почнеме некаде околу Нова година, ништо не е случајно, ништо не е одеднаш направено. Значи и самиот Ибрагимов доваѓаше во повеќе наврати во Штип, ја снимаше работата на клубот, пошто ние работевме овде во импровизирани услови, ги гледате душеците, овие душеци овде црвени сите беа спојувани и колку се можеше се работеше на душек, другото се нешто беше надвор на самиот паркет, така да Ибрагимов виде дека ова се сериозни момци, сериозни тренери, сериозна екипа која што сака да прави борење и затоа не излезе во пресред и ние сме првиот клуб што ја добри донацијата во Македонија, иако ќе има и многу други, значи не е само тој за Олимпија, меѓутоа ние сме првите што добивме ова струнјача и почнуваме со работа. Могамед Ибрагимов е носител на медал во дресот на македонската репрезентација од големите меѓународни манифестации и дел од својата спортска пензија реши да ја донира за спортски реквизити и опрема. Много убаво, добро и ова добра насап, тоа за мене уште да повеќе да го направам. Ова е млад клуб, ама овде има традиции во борење во Штип и имам голем пример кога беше Методи Сичков, председател на Балканец, имали 6 медали надворешни од европска и световна освоени и ја мислам он е искусни во овој начин и ќе биде уште подобро. Градот Штип ги милува спортистите и нивните активности за чините со признание и медали. Во таа насока гордо се прифаќа затувањето на новиот боречки клуб, кој во своето спортско гнездо ќе привлече многу млади и едни таленти. Можам само да го поздравам овој настан, овој чекор, потек на овие луѓе кои што решија да отворат уште еден клуб, имајќи во предвид дека Штип е град кој што секогаш блескал во борењето како спорт и Република Македонија со тоа давала големи борачи, големи резултати. Денеска е добро што и во оваа населба Баби се отвора клуб кој што ќе нуди многу можности на жителите кои што живеат овде, но и во оваа нова ера на компјутеризација, на дигитализација, кога се формира еден ваков клуб, е секако за поздравување, бидејќи децата со ова ќе се насочуваат на вистинскиот правиот начин на живот, со што уште од мали нозе ќе можат да спортуваат и вистински и здраво да се развиваат. И затоа сум особено горд што еве се отвара уште еден клуб покрај Балканец кој што е трофеен клуб во Република Македонија, Штипски Балканец, еве и новиот клуб Олимпија денеска почнува да функционира, со што се нудат многу нови можности за младите спортисти овде. Така што честитки за организаторите и честитки за сите борачи кои што пристапиле кон овој клуб и за целата оваа населба, за целиот град. Верувам дека ќе има многу успеси, многу трофеи и успешни борачи од општина Штип и од новиот клуб. Идејата на Методи Сичков, Здравко Коцев, Маријан Атанасов, Гордан Николов и на останатите и на дело е реализирана и поставена на здрави основи.
Останува со педагошка и стручна работа овие млади дечки да се насочат кон тајните на борењето и сосема наскоро витрините на новиот клуб да ги красат нивните први освоени награди и трофеи.